Скопјани дочекаа да се разбудат со празни контењери. По месечниот хаос со ѓубрето во главниот град, барем центарот на македонската метропола го нема непријатниот мирис и полните канти со смет. Генералката почна вечерта откако Орце Георгиевски ја презеде функцијата. Над 100 оперативни возила и 800 работници од петокот вечерта со метли и црева за вода во рацете ги чистат улиците, тротоарите и јавните површини низ сите делови на Скопје. Акцијата ја спроведуваат екипите на комунална хигиена од град Скопје со помош на механизација и работници. Поддршка даваат и скопските, но и општините од внатрешноста на Македонија. Се чисти деноноќно, а синоќа бројни екипи го светнаа и градскиот плоштад. Механизација влезе и во реката Вардар во главниот град. И рачно се чистеа коритото и косините, се отстрануваше кабаст отпад и пластични шишиња, а се расчисти и земјениот материјал насобран во централниот дел на кеот. На првата конститутивна седница на Советот на градот, Георгиевски најави дека заврши времето кога Скопје беше град на депонијата, а чистењето на градот нема да биде само во период од 72 часа, туку ќе продолжи во континуитет секој ден. Започнавме генералка за чистење на нашиот главен град. И тоа нема да биде само 72 часовна акција, тоа ќе продолжи во континуитет буквално секој ден. И она што вчера го почнавме не е маркетинг, туку да покажеме дека кога се сака, се може. Тоа е всушност наша обврска, а за тоа граѓаните не плаќаат. Стартуваше и расчистувањето на депонијата Вардариште, која според ветувањата на новиот градоначалник ќе се претвори во парк. Од утре по скопските улици треба да возат дополнителни 55 приватни автобуси. До крајот на годината уште 20 приватни, а во март идната година со поддршка на владата, градот ќе набавува нови 80 автобуси. Со цел нормално функционирање и на ЈСП и на приватните превозници, за да нема преклупување на линиите, ќе се прави ревизија на возниот ред, кој со децении не е променет. За олеснување на движењето на граѓаните во главниот град стартуваше и проектот со градскиот воз. 2 линии треба да стартуваат за 6 месеци и од Зелениково преку Драчево до центарот на Скопје ќе се стигнува за 25 минути. Паралелно се разгледуваат и можностите за ставање во функција на БРТ системот. Георгиевски го прекина договорот и на околу 400 луѓе кои земале плата, а воопшто не се појавувале на работа. Проблем во градот е и финансиската состојба. На сметка има само 40 милиони денари, а и огромни долгови на јавните претпријатија.